добредоште во оваа нова епизода, но ова не е основен почеток. Ќе почнеме со емисијата подоцна. Прво имаме сериозна една работа. Во јавноста има многу коментари. И тоа зашто? За мој дедеве, моја награда. Ние овде сега ќе прочитаме дел од тие коментари и нема јас да ги читам, ќе читаат некои многу порелевантни од мене. А тоа се министерката за финансии Нина Ангеловска, директорката на УЈП Саја Лукановска. Дали сме подготвени? Да, окей. Рунда 1. Имаме 3 рунди на читање злобни коментари и ќе видиме како овие прекрасни дами ќе се снајдат. Повелете! На мој дедеве и ми ја ставил девизната сметка, ми префрлили 1500 евра. Би го замолил авторот на овој твит да го избрише со цел да немаме натамошни злоупотреби на системот. Acid Burn вика: не инсталирајте нова апликација, мој ДДВ има проблеми, јас се за... Апликацијата е гарантирано средена, се е варит со неа, слободно инсталирајте си ја. Единствен начин зошто би имале проблеми со апликацијата е ако сте одале по некои сајтови, може да сте кликале на линкови што велат магично решение за опадната коса, кликни тука и слично. Така жаре. Дали имаш ти проблеми со апликацијата? Acid Burn! Ацо са чијата. Го сакам мој дедеве во банкарско сандаче. Исто и ова да споменеме. Ако видите на Facebook пост што ви вели споделете објава, лајкнете коментар и кажете дека го сакате мој дедеве во банкарско сандаче. Тоа е лага. Не е вистина и единствен начин да се учесува е со инсталирање на апликацијата. Жика, на мене и да ми исплатат мој ДДВ, од што се малку нема да забележам, па очекувам министерицата да излезе на ТВ да ми ни каже. Фала. Еве, Жика, ти кажувам на ТВ, до нова година ќе бидат исплатени, така да можеш слободно да си проверуваш. Беба, ако најдеш на улица илјадарка, ќе се израдуваш, така? Не разбирам зошто некои луѓе не сакаат да скенираат фискални, па на сметка да си најдат плюс илјадарка. Сешто. Мој дедеве. Супер е твитов, само да кажам. Ако видите како на некој му паѓа илјадарка од новчаник, би ви препорачала да му ја вратите и да не се радувате. Ова изгледа креативен, пошто е од креативниот. Колешкава моја скенираше фискални, ке се потепаше за сметка. Животот ти се претвори у сметка. Главна окупација и беше фискални сметки. И денес си префрлија цели 900 денари. Тоа е тоа чувство, не знаеш дали да плачеш или да се смееш. Поздрав до колешката прва, а сега со наградната игра можам тек да замислам каква преокупација ќе биде сметка. Причина за плачење стварно искрено не гледам, а дали ти ќе се смееш, зависи од тебе. Главната награда е 3 милиони денари и тоа не е една, туку 2 такви има. Секоја чест. Како се снајдува во оваа улога? Инаку е знак дека многу добро сте се snašli. Тоа ви кажувам од искуство 11 години. Фала им. Вака, јас имам едно признание да направам јавно. Значи, не сакам никој да ме свати погрешно, немам играно ништо, немам скенирано до сега сметка, но сакам да скенирам сметка и сакам еве да ми покаже некој како се прави тоа. Јас мислев дека тоа премногу комплицирано. Кој би можел да министерка? Ајде министерка. Вакви признанија, мислам, моја емисија да не викаш и да не кажеш. Сакам да отпочнам со скенирање. Добро. Што се прави? Значи, еве овде сега имам. Сега ќе ви покажеме, значи си отвараш моја апликација, мој Инаку ДДВ, не да се немаш. фалам, Сања. Сметкава е, колкава е, ти кажеш. 200 Да денари. да прочиташ што си купил. Значи, одам Значи, на си ја отвараш, си ја симнуваш апликацијата мој ДДВ. мој ДДВ, на Така. кирилица. Ама претходно да бидеш регистриран и во системот ЕПДД на УЈП. Ајде. Значи, кога ќе се инсталираш апликацијата, ќе се најавиш со ЕПДД и си Така. одиш одма директно, ти отвара скенирај сметка. Така. Сега ево тек знаеш наградна игра, кажавме. Добро. И сега кога ќе скенираме сметка, одма ќе се појави дали е добитна, ако не е добитна, ќе ти излезе чекај малце само. Зашо го правиме ако е добитна сега?
Ако е Пошто доведна, од кај мене ти ќе сканирано. добиеш? Тоа ќе звучи многу наместено, но ќе биде подкрепено со докази дека е моја, така да мене ќе ми ги дадеш парите. Добро. Ајде. Моментот на вистината, дами и господа. Еве. Успешно? Успешно сканирана сметка, сакаш да прочиташ? Продолжи, не е добитна. Продолжи вика да скенираш, земи сметка и направи разлика за подобри јавни услуги. Е па луѓе, и вие земете сметка, направете разлика за подобри јавни услуги. Многу фала Сања, многу фала Нина. Мој ден е моја награда. Играте цела година и долу сива економија. Долу. Гледате Еден на еден. Вечерашни гости Дејан Лилик и Благој Веселинов. А сега вашиот домаќин Жарко Димитриевски. Колку сте убави во публика, вие не сте свесни. Абе, аплауз поголем. Многу сте убави. Многу ми се допаѓа кога доаѓаат вакви убави лица и многу ми доаѓаат кога доаѓаат подготвени едноставно. Само еден човек во ова цело студио не е подготвен, а тој е, дами и господа, Фичо. Ја не знам шо бара, човече, 22 декември шо е со капа. Харе, зошто носи капа Дедо Мразовска? Возбуден е секогаш пред Нова година и он беше уствари 3 дена пред нас овде. Аха. Остани уште една недела и Нова година. А он уствари е спремен за емисијата со Џамбазов Па, новогодишната. затоа е дојде специјално. Океј. Ајде да видиме што има во вестите. Во Карпош, готвејки, си го запалиле станот. Ете една работа што сигурно нема да и се случи на девојка ми. Нема шанса. Нема шанса. Пред некој време Зоран Заев го посети Ѓорче Петров. Гледавте? Една бабичка кога му викаше? Да! Некој навистина го гледал тоа. Не, го имаат гледано, бабичкава нели му се дереше зашто нема асфалт, нема канализација во општината и нему му се дереше и на градоначалникот на Ѓорче Петров му се дереше. Но Антонио Милошевски го сподели истото тоа видео и напиша ТВ дуел лайв стрим. Значи прво лайв стрим не се пишува со Ф, тоа е друг збор е, а второ од кај знае Антонио што е ТВ дуел, човекот беше на власт 11 години и не се појави на ниеден ТВ дуел, наместо да харе што? Седи Мадро. Седи Мадро! Седи Мадро! Од рубриката Седи Мадро го издвојуваме и овој твит на Илија Димовски, кој вели фарсата станува секојдневија. Веднаш откако го напиша ова, Илија по 11 пат побара да му се одложи судењето зашто стари биле две од поротничките. Илија во случајов подобро да што да прави Илија? Седи Мадро! Седи Мадро! Подобро јас да седам. Незадоволен од ситуацијата во земјата, ова е ексклузивна вест, Гулаб од општина Чаир вчера побара средба со Бујар Османи. Гулабот беше на став дека државата не ја бива, сака да се сели, негде да оди подобар живот да бара и истиот закажа средба со Османи во надеж дека ќе го убеди Бујар дека следат подобри денови за сите нас. Па да видиме што се случи потоа и дали навистина Бујар успеа да го убеди Гулабот дека не е се така црно во Македонија. Да видиме? Така се разбува. Вчера еден голуб од тука, летна и у река таму се утепа. Само убиство направи. Изгледа од болки нешто, у глава му се вртише и отидне со река. Денеска ви препорачуваме божикен чај од Good Nature. Тоа е прекрасен спој на билки и зачини кои ќе ви предизвикаат специјално празнично расположение. Нешто слично како Фичо, кој што е во дефинитивно празнично расположение. Купете си божикен чај предизвикува од... такво чувство. Апсолутно, апсолутно. Божикен чај и божикен Фичо. Тоа е денеска.
кога сме кај зимата, има еден куп причини зошто да здувнете негде и да наполните гради со убав воздух и да се наполните со позитивна енергија. Одлична можност за тоа е дочекот на Нова година, затоа одете на Савана МК и видите ги супер понудите за Рим, Париз, Барселона, Азорен брег, Словенија, Виена, Букурешт, Нови Сад, Тиват, еден куп ги има, да не ги редам. За сечи вкус, оди на savana.mk и немој да не знаеш каде за Нова година. А јас сум многу среќен што излезе во продажба Економист 2020. Ако сакате да знаете што ќе се случува во светот на бизнисот и политиката наредната година, набавете си The Economist. Од каде доаѓаат прекрасните бусто круасани? Далечната Америка? Франција? Италија или Грција? Не, доаѓаат токму од тука, од Македонија. Домашни, а светски. Запознајте ги бусто мајсторите. Здраво, јас сум мајсторот за Бусто XXL круасани. Имаме дури и 8 различни вкусови. Има и за најпребирливите. 8 вкусови? Тоа го нема никаде. Но Бусто круасаните се разликуваат по многу други работи. Например, знаевте ли дека Бусто круасанот се полни на 6 места, за разлика од другите круасани кои што се полнат само на 2 места? Бабачко, веднаш стигнуваш до сладкиот прекрасен вкус. Ням. Македонски, а светски? Не се мисли. Пробај ги. Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Vits во аптеките близу вас. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменов слад. Златен даб, класик. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Немој да не знаеш кај за Нова година. Летаме за Париз и шетаме по Шанзелизе, Триумфална порта, Монмартр, Нотр-Дам, Ајфелова кула и што уште не. Слетуваме во Барселона и одиме на сангрија и тапас. Го гледаме чудото од катедрала, Саграда Фамилија, уникатниот парк на Гауди, музеот на Дали и нормално No Camp. Или пак летаме кај што водат патиштата, Рим, каде фрламе паричка во Фонтана ди Треви, уживаме во кафе на шпанските скали, го посетуваме величествениот Ватикан, гледаме 500 фонтани и пиеме винце. Во боемскиот кварт Трастевере. Искористи ги топ понудите за оваа јубилејна 30 годишнина на Савана. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! 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 Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Корекција со филери за сите делови на лицето, вратот и рацете ги прави единствено ординација доктор Анчевски. Затоа ги избирам токму нив за да се грижат за мојот младешки изглед. И оваа година се водевме од желбата да направиме крупни чекори за поздрава животна средина.
Цел на која посветено работевме преку вложување во енергетско ефикасни проекти, соодветно управување со отпадот, производство според високи еко-стандарди, како и континуирана едукација на нашите вработени. Особено сме горди што со новите фотоволтаични системи и користењето на сончевата енергија придонесовме кон намалување на емисијата на околу 500 тони CO2 годишно. А сето ова, бидејќи ни е важна нашата и иднината на нашите деца. И во новата година, желбата за подобро утре останува наш најсилен мотив и приоритет. Среќни празници! Витаминка. Неверојатна наградна игра на Елит Кафе. 330 дена, 330 вредни награди. Погледни во кесичката и очекувај една од 110 телевизори, 110 микробранови, 110 велосипеди, термоси, електрични гезвиња и 5000 други награди. Епа, на здравје кафе со Елит Кафе. Doaga zimska noć, pagat prvi snegovi, majde probaj me na -20. Потопло, поевтино, поквалитетно. Еко Лайф Пелет за вас. Ново од креаторите на Бикутан. Во продукција на Алкалоид. Денес има физичко, фудбал и тенис. Како ли ќе издржи? Лео за активни дечиња. Kids Beats во аптеките близу вас. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Боже Господе, со столи ветранат. Вако публика немало одавна. Как, тебе? Мислам да го земат повеќе пари него јас узивам. Ова е ненормално. Окей. А знаете ли зошто го прават тоа? Бидејќи тука се актерите од Дедо и внук. Дејан Лилич и Благој Веселинов! Дедо и внук. Дедо и внук? Да, ние сме. Дедо и внук е нов филм, кој не го гледал, ама доста не го гледале бидејќи што туку почна да игра во кино Милениум. Се надеваме ќе го има и на други места каде што ќе го видиме. Ете таму гледаме постер филм на Илија Пиперковски во главната улога Дејан Лилич кој сега ќе ни каже што е приказката, зошто се вика Дедо и внук. Дали е приказна за Дедо и внук може? Да. Ти си дедото? Јас сум дедото. Така, окей. Внукот е многу постар од мене. Добра приказка. Супер, значи тоа е баш онака една убава драма. Така. Урбана, нормална. Охридска. А не е баш Охридска. Интересно е дека не е потенциран Охрид како локација, но во Охрид е сниман. Значи може да се оние што можеби никогаш не биле во Охрид, нема ни го препознаат Охрид или ќе мислат дека некое рибарско местенце покрај езеро, море, се едно, баш онака. Цел филм е во Охрид? Цел филм е сниман во Охрид од почеток. Значи вие бевте малте непреселени таму. Колку бевме еден месец? Па нешто повеќе, 4 недели се снимаше. Добро. И за 4 недели тоа е брзо снимање на филм. Да, брзо снимање затоа што толку е буџетот. Да му се заблагодариме. Ама публика има поголем буџет, погледнете како монтира денеска. Вие повеќе снимате од нас. Да му се заблагодариме на Оги Антов кој спеќе буџетот дека успеа за тие 4 недели нели да го скоцкаат филмот. Оги беше продуцент? Да, Оги Антов, Dream Factory како продукција. Супер. Во кратки црти кажи ни што е плотов, што викаат американци, што драма приказката? една човечка, семејна, урбана, трагична на некој начин, среќна можеби затоа што никогаш не се открива дали има хепи енд или нема хепи енд. Измешана емоција има. Многу емоции има, Бажо ќе каже исто така. Јас прв пат го гледав во Охрид, морам да признам, значи не зирнав. На премиерата прв пат си го видел филмот? Да. Добро. Да, и како да кажам, мислам види, значи не е брз филм, спор филм е, но убав филм. Си плачел на премиерата?
Јас ти кажав тоа. Не знам кој да ми спомна. Види, плачев за тоа што да, има една трогателна сцена за тоа што Салетин Билал ми е дедо во филмот и има сцена каде што тој умира и за жал Салко веќе не е меѓу нас. Не успеа да доживее премиерата и тоа мене лично многу ме потреса, но не само мене, него и целата сала. Апсолутно, еден од најголеми глумци, еден аплауз за Салетин Билал. Стварно голем глумец. Голем глумец. Салко е дедото. Салко е дедото. Ти си внукот, Јас сум внукот, ова е Шурат. Чека, сериозно тоа е Шурат? Шурат е стварно Шурат, да. Одлично, добро. Бажо, кажи ми ти на снимањето, сте биле малтене него соба до соба сте живееле тие месец дена со Декса, така? Да. Имаше малце бондинг, знаеш, на американците кои раскажуваат за филмови, викаат ја не го знаев тој актер толку многу, сега ми е како брат, пример, такви него работи. Вие така се доживеавте после филм или па ние актери никому толку ништо? сме малку во Македонија актери, мислам дека тие кои што сме останати у некакви човечки нормални добри односи, сме си нормални едни со други. Со Дејан имавме, се познававме претходно, ова ни е прва соработка заедно. Добро. Прва соработка не беше, не работевме никогаш во театар, прв пат не беше оваа соработка на филм. Така да дружевме многу. Јас тогаш имав две многу помали деца, тој не беше женет и немаше дете и сега едноставно ги живее работите јас за кои му ги раскажував тогаш. Али супер си пораѓавме со Бажа на вистина. Гледате еден на еден, овозможено од Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Баже, вас види, Жаре. Минатиот пат кога дојде во емисија, беше во екот на славата на Исцелител. И сите се сеќаваме какво филмиште беше Исцелител, така ли е? Фантастичен. Апсолутно заслужен. И на Берлинале Баже отиде и му дадо една од најпрестижните, да речем, глумачки награди што може да ги добие еден глумец, а тоа е Shooting Star. Сега интересното е што, кажи ни зошто ти според правила не си требал да ја добиеш. Значи да, вака моментот беше дека границата на Shooting Star, сепак е тоа нели звезда во подем, така е до 32 години во моментот кога требаше да се еве го фактички. Благој Веселинов. Во моментот. А исти се браво. Браво, Баже, браво. Штуво. Браво, Баже. Браво. Океј, и 32 години е границата. 32 години е границата, јас сум 33 во моментот, воопшто не ни размислувам за наградата. Меѓутоа се погоди у тој момент веројатно да има повеќе луѓе кои што ја поминуваат границата на 33 години. Во Европа зборам. Така. И советот на тие некој таму одлучил дека за оваа година ќе ја поместат границата до 35 години. Мислиш дека не е само заради тебе? Да, и може да е само заради тебе. Само заради мене, не. И тоа е сега оваа година пак ја вратија границата на 32 години. Така да има сериозна среќа, не знам. Што или врски си потегнал, или нешто сум повлек. Молим македонска да направи. Може ли брат 33 оваа година после ти врати? Да. Избрижал. Судбина, не знам. И како беше чувството? Знам дека мора да е гордо, мора да е убаво, мора да е... Прекрасно, мислам, тоа е една од наградите кои филмскиот свет веројатно тука од нашите, од Европа е најпрестижна. И стварно, мислам, му ја посакувам на секој мој колега кој што има до 32 години. До 30. Освен ако не... Жалам за другите, за тоа што нели не успеале да стигнат да земат. За постарите само дискретно да ги погледне. Жалам што... И што менува баше, озбилно, сериозно да прашам. Не менува нешто посебно, не менува нешто посебно. Таму има се ожени дете има. Малку ли менува? Ајде, гуру, дај. Значи, не менува тоа, се запознавме со колегите кои што доаѓаат од други градови од Европа, кои исто така... Мојот впечаток е дека сите актери во Европа живеат помалку или повеќе исто. Знаеш, не се двоиме ние нешто повеќе, нормално заработуваат повеќе, но и трошат повеќе. Поскапе животот. Поскапе животот, поскапо е, мислам, начинот. А отвара ли врати у смисла да те поканат да глумиш во странски филм, да гостуваш у странски театар, можда? Тоа е инцидент, тоа е, мислам дека сега фактите кажуваат дека ниту еден актер од Македонија не направил кариера надвор од државата. Играле луѓе, имале улоги кои што ги играна, меѓутоа нема кариера направено, така што добро. Тоа мора да го имаме у глава дека ниту еден не успел да направи, така што може да биде инцидент,
меѓутоа нема да биде случај. Добро, полека се отвараме. Полека се отвараме. Не, апсолутно мислам дека сме најголемите амбасадори. Тоа е вистина, тоа е факт. Еден од тие ретки што со Хани Ленција каков е тоа успех. Со Хани Ленција, тоа тек ќе биде успех. Тек ќе биде успех, тек ќе видиме што ќе отвори за македонска продукција и општо сцена. Али сакам да го пофалам и Дексапа што у моментов е многу активен и актуелен во Црна Гора. Да. Така? Да. Каде што и прочитав една рецензија, Дејан Лилич можеби најдобриот глумец моментално на цел XU простор. Така вика. Да, така вика. Е, кога ќе прочиташ такво нешто, доаѓајќи од прво критичар што не е ни од твоја земја. Него ни збори твојот јазик, не те ни познава. Е критичарката не знам, не се познаваме, да. Искача во Весник Дневен, значи релевантен во кој беше, мислам, вечерни новости. Искача таму и ти го читаш тоа или некој ти го праќа пример тоа. Прво, не знам, веројатно имаш мало онака недоумица кога нема гуч. Абе јас сум за тепање, ти кажам, 200 луѓе ми викаат дај бе молим те кажи нешто, прати ни некои критики. Некако ми е глупо, ајде сега да ги... Да се фалиш сам? Да, искрено ти кажам. Ја Facebook профилот ми е затворен, тој постои некако, ама него ни отварам, не комуницирам преку него. Ама веројатно ќе треба, мислам, навистина многу луѓе ми викаат дај донеси од таму критики, ние ќе објавиме. Една од тие критики ова од вечерни новости, таа е една критичарка која воопшто не е мачи кашели како што викаат и се плашат од неа. И важи го кажува тоа, го кажува тоа во таа критика, што е супер, ама тоа е само вредноста на трудот што си го вложил. И тоа е онака, знаеш, фидбек. Пошто не знаат за која представа се работи, значи. Се работи за представата Иванов од Чехов, која е работе во Црногорското народно позориште од 15 август до 17 октомври. 17 октомври им беше премиера. И ти го играш таму Иванов? Иванов, главна улога, во режија на Андри Жолдак, значи странец режисер, странски национален театар, ме повика, работев таму 2 месеца и направивме фантастичен успех. Како го наоѓа Дејан Лилич? Знаеш, може да биде веројатно секој од црногорскиот театар. Може да биде секој од Хрватска, Србија, сегде Босна. Па и Жолдак сакаше да бидам јас таму. А ти преку се знаеш со режисерот? Работев со него Соларис, работев овде кај нас тука. Да. И значи типот од тоа искуство си вика за улогава на Иванов. Не, тоа е интересно, украинецов доаѓа во Црна Гора ме бара мене. Да, а многу наши отидоа и не бара. Па добро. Тоа е интересно. Па добро. Многу наши режисери отидоа, демек не знаеме да зборуваме црногорски, хрватски, српски и така натаму, ама еве го украинецов дојде и ме побара. Ама тоа ти е слично и како филмот во Русија што го работев. Кирил Серебреников, мислам, он е берлинска, германска и европска филмска звезда, режисерска звезда. Како ме нашол? Сосема случајно. На интернет. Таму сега снимаат во Русија Милош Биковиќ Србинов, нели го знаеме, огромна звезда, растура. Има уште пар некои такви други што се имаат вметнато. Зашо не искористи таа шанса? Ја сега вака ко другар ти викам, ти се отвори врата. Саш ти кажам искрено. Па сериозно, знаеш, ти се отвара врата, не играш во тоа и гаси. Види, значи таа година кога се случи филмот, кога се снимаше Измена или Betrayal или така, како сакаш преведи го. Бевме ние следната, значи замена ќе го. Замена. Ние бевме во Венеција, за малку ќе освоивме награда во Венеција. Така, значи бевме на фестивал Венеција, Црвен тепих, сите тие работи и од тогаш имав неколку понуди во Русија. Така. Имав за 2 филма, за 2 серии и тоа на прва телевизија. Таа прва телевизија е на Путин телевизијата, таму даваат пари за серија као за холивудски филми. Ама и таму буџетите, тоа сакам да кажам. Тоа се холивудски буџети. Не отидов заради тоа што тогаш бев во тоа време директор на МНТ и не сакав да го напуштам театарот, да не биде идам таму да си работам приватно, него да се занимавам со театар. А серијата не ја снимав заради тоа што тогаш ја работев представата Мајстор и Маргарита. Будала бев, знам. Мајсторот и Маргарита. Да. Одлично. И заради Македонија не си отидов да си направам кариера во Русија. У Мадер Раша. Да. Отприлика. Од оваа дистанца. И не ме потсетува, не ми збори. Да, нели. Од оваа дистанца. Бомбардај тоа стапо да се марлам. Ја да направам туш. Не сум требал, не сега знам. Сега би изиграл поинаку, ама
Инаку за представата Иванов, јас исто сакам да ја гледам, со нетрпение чекам да ја гледам и слушнав ќе откривам еден детал дека не ми го кажал Дејан ова, дека Дејан е покупачи. Цела представа си покупач. Не сум цела прв чин. Не само прв чин, одлично, прв чин. За мене ќе биде Кој ти го дава Дејан Купачи? Кој ти го дава Дејан Купачи? Зашто треба да сме благодарни макар и на тој еден чин. Сега. Дејан Купачи? Јас секогаш сакам Дејан Купачи. Сакате? Дејан во Купачи. Оливе. Не сам Купачи, ама. Чувај за после. Чувај, во ред. Да, кога така сме е, кај русите, кажи ми жити се за... Ја не сум бил во Русија, сакам да одам, знаеш, кеф ми е да би отишол таму, да видам каква земја е, дали се сите тие стереотипи што ги зборат вистините. Например, еве, пијандури ли се стварно кои што ги прават? Не. Не е точно, не. Мислам си пијат, они не е дека не си пијат. Ама не е дека така да се загајат, не е дека пијат. Ама они пијат сериозно. Значи они не пијат живели па голтка. Не, они пијат живели и голтка. Цела голтка. Да. И викаш чекај, што е? Не, ајде, идемо. Давај. Како давај, бе, брат, викам, не може. Не давај. Помалце викам, ја викам Македонија вака пиеме. Не, вака, глоп и цела чаша, да, сериозно. Али издржуваат. А ти издржуваше? Јас не се обидував да видам дали ќе издржам. И ти викаат ли као знаеш кај нас тука фана жена ваков таков такви се? Не, значи не кеш, тоа е. Не кеш, да. Твој проблем. Кажи ми за Берлин да те вратам овде кај што гледавме. Се запозна со некои што вака би ги знаеле публикава, познати некои фацки вака? А запознав од Аладин од филмот двајца што играат, сега нема да ми текне како се играат холивудски звезди, сега не ги знам сите до толку. Тие познатите од Аладин. Од Аладин тој што е лошиот и овој добриот, оној принцот. Абе ми се јавуваат секој ден за други збори гајле ти ако е познат, не е познат. Значи без мене некој имаше тука познати многу познати глумци, на пример во самата сала на доделувањето на наградите како се викаше Бетмен. Кој има поише Бетмен? Кристијан Бейл. Кристијан Бейл е на доделувањето на наградите у самата сала. Присутен таму? Да. Ми се јави тој Он е мега стар, еј. Така што деки таму да идам голема работа. Ќе го гледаш. Берлин е голема работа. Некој Кристијан Бейл, некој Кристијан Мицкоски. Ние сите кои што у суштина сите кои што бевме позади 10 актери кои што треба да ја добиеме наградата, доаѓаат и викаат: "У публика е Кристијан Бейл." Сите. Стварно, кај е бе Кристијан Бейл? Баш вика Кристијан бе. Кој Бейл? Кој е Кристијан? Што бе? Ти кој е Баже? Ужас. Баже Веселино. Да. Ова не е една единствена награда и нека ти се множат, фала Богу. Која била прва награда што си ја добил као глумец? Првата награда како глумец ја добив уште у моите аматерски денови на некои 17 години. Играв во представа Позитивно мислење, текст на Сашко Насев, во режија на Горан Додески, актер кој што во тоа време режираше аматерска представа во Кочај. И добив награда за најдобра машка улога на самиот фестивал. Тоа беше каде? Тоа беше 2004 година, мислам. Добро, во кој град? Во Домот на културата во Кочани. Во Кочани. Фестивалот традиционално. Кај тебе, што се вика? Дома. Пред Дома ја добивам, беше многу значајна награда. Ја добивам наградата и имаше доделување на награди од ОСУМ. Представа која ќе игра во чест на наградените од ОСУМ. Колку години имаш тоаш? 16-17 години. Добро. Представа во чест на наградените од ОСУМ. И од 10 саат доделување на наградите. И јас се туширам дома, си уживам, си пеам, нема да ја гледам представа, идам директно на награди. Така да. Чекај дечки, извини. Стигам. Идам натаму, јас околу 9 саат, скали се. Пред Домот на културата има скали, пред скалите горе застанал како кип директорот на Домот на културата у тоа време. Вака пуши на цигара. И ме гледа мене и ми вика: "Дека си бе, муто?" Ја гледам и викам: "Зашто муто?" Он вика: "Доделиме ги наградите." Како ви ги доделивте наградите? Па жирито беа гладни, ми вика. Папо. Како бе папо? Чека, валја се зеза. Ние вика прво ги доделиме наградите, па оние ти дојде да јадат, па сега иде представата, вика момент. Обратно. Да, обратно. И ти остава без награда. Ја пропуштив, да, ја земале наградата у моje име, внатре дури и шала си правеле, демек далеко ми било од Кочани да стигнам. И така моето прво искуство
моето прво искуство со награда беше тоа. И од тогаш да ти кажам, до пред наградата Shooting Star немав награда, тоа е Златна бубамара добив. Пред Златната бубамара немав награда. Режисерот Андре Георгиев ми донесе дома полица една и ми вика: "Оваа полица ти е, вика, за да си ставиш награди." Викам: "Немам награди." Чувај, ја вика, "Дома ќе добиеш." И стварно тргна работа. Ете, нека тера, нека не застанува. Браво, само напред. Сега ќе видиме дали ќе му даеме награда за најдобар предизвик или не. Ние што е работа? Сакавме со Лилич, бидејќи Лилич одамна не гостувал во емисија, колку пати сум ти гостувал? Па си бил 4 пати, можда си бил сигурно, ама стварно одамна нема. Може едно 6 години. Толку? Па 5 сигурно, у најмала рака. Можда. И секогаш правиме некои глупости, ама сега за не сме ние тие што смислуваат, му рековме на Баже, смисли некоја глупост. И Баже, твој се сега минутите. Глупост. Што треба да правиме? Ајде, ја не знам, ти имате ли се што треба? Што е сега? Да, знам. Помалам тишина во публиката. Лилич, ајде, станувај се. Не, јас ќе навијам. Станувај, ајде, немој ќе навијам. Не да видим. Гледај се, вака. Ова игра ќе играме по дома за нова година. Сите тие што ќе останат. Чека, сите зимаме по едно вакво? Сите зимате по едно такво. такво. Ама гледај се, вака треба да дојде ова. Како? Вака и сега вака облечи го. Вака, да дојде. Да го облечеме. Не вака, ова да не ти дојде вака. Преку крукчево. Преку Кога крукчево. ти дојде вака, Чека, позади. вака, овде, Баже, види. Да, преку крукчето. И вака ти дојде позади, гледаш? Вака. Аха. Вака. И сега, Не, држава вака. дискусија. А не вака. О, позади. Не, од позади. И сега ќе земеме по едно шише. Како дека од позади само. Земи и ти сега едно шише. Шишето доле, А кај земи ти жари едно сега? шише таму. Ево. Чекај. Ама кажи ми, че. Ова треба да стои на Вака бе, ево. И сега? А јас треба да ставиме ова вака. И сега вака треба да го погодиш пекало да влезе в шише. Тој што ќе остави прв победник. Нема врска. Многу лесно, а? Не, едноставно ве излажав, така ќе видите на снимка. Секоја чест. Добро. Нормално. Поштовај. Сашо е темпо ќе биде туш, стварно не ги излушира. К15, музика туш, музика пешки. Пешкер? Тоа беше супер. Дејан Лилич и Благој Веселинов, две актерски легенди. Живи актерски легенди, се разбира. Декса беше и директор на МНТ, како што кажа Преска, и сега не би било фер да не те прашам за тоа искуство. Ретко кој актер станал директор на театар има, ама не се многу. Како беше твоево искуство? Па еве, не снимив 2 филма у Русија и 2 серии. Супер. Упорно тоа да враќа. Што да ти? Кој е искуство друго? Да не ти е криво. Не ми е криво. Не. Пак би бил директор. Не. Вака, overall, кога ќе земеш целото тоа, задоволен? Сериозно, Тие што се случило? Всушност тоа што сакав да го направам, во театар тоа го направив. Ги оствари плановите? Моите работи, тие што ми Кој беа тие накратко? Што сакаше да промениш и што промени при нас? Ако политичар го праш. Да, баш како политичар така го му праш. дај. Ајде вака, значи кампања почна. Кампања за реизбор на директор. Значи вака. Пред се, значи, целиот оној програмски материјал што оди со една представа, ја секогаш се љутев зашто не е малце поактивен, поубав, организиран. Беше она А4 формат на пола и толку беше. Глумци, она режисер. И толку. Да. Сега почнавме буклети да правиме сериозно, значи од таа 2010 година, 11 всушност, и тоа ми е кејф и мислам дека таа тенденција продолжи и не само МНТ, него продолжи и другите театри. Почна и другите да го прават истото. Значи покрај оние други беџеви, мајци, разни елементи, значи се отвори она маркетички елементи некакви, добро. Едно дуќанче малечко каде што можевме за многу ефтини пари на гледачите да си купат нешто, да си земат шолја, мајца, пенкало, бедж и така натаму. Втори идејата ми беше да донесам навистина добри режисери во МНТ и тоа се случи.
Идејата беше да се направат разни копродукции. Се направи со Виена Фестфоген копродукција, со Италија, со Полска. Добро. Идејата беше да се направи театарски музеј. И тоа Театарски музеј. Да. Никогаш немавме ние во Македонија театарски музеј, беше макотрпна работа, ми помогна многу професорката Јелена Лужина, се направи тој музеј. Добро. Го постои во МНТ, требаше да доживее своја дигитализација као втора фаза. Тоа не се случи. Не знам, мислам дека не се случи, се надам дека еден ден и тоа ќе се случи. IP телевизија отворив и имаше и сигнал. И па не постои сега и не продолжија со неа. Значи тоа требаше. А што беше идејата? Идејата беше on demand? Па на некој начин. На некој начин или на почеток требаше да си имаме канал. Добро. Каде што кабелските телевизии во Македонија ќе си го имаат, као МНТ, но немаше да биде само на МНТ представи, туку ќе беше воопшто македонскиот театар таму представен. Значи сите представи од сите театри, односно сите театри во Македонија, представи кои не се веќе на репертоар, црно-бели, ќе ги извадевме од разни архиви и ќе се дава интервјуа со режисери, со драматурзи, со актери и така натаму. Сигналот протече. Па за аплаузите, но за жал не заживеа таа идеја, не знам зошто. И меѓу другото, значи тие се некои работи, има уште пар ствари, но ете така. У принцип она што сакав да го направам, го направив. Лилич си кажа што направил додека бил директор на МНТ, но има една работа која што не ја направи. Да, сега Лилич ќе го соочиме со неговиот најголем греф како директор на МНТ. Ајде пуштете режија неоствареното ветување на Лилич. Ако дам тројка од прва сега. Тројка? Добро. Представа ми даваш, МНТ кратка да се појавам. Курир да бидам, перо писар. Ама пази што се кажа. Перо писар, сериозно. Ето, не ви е тоа. За која представа рековме? Значи вака, рече било што. Писар, повелете кафе, господине, било што. Така? Да, па тоа реков во МНТ, да. Стварно. Вистина. Грешка. Неостварено ветување. Не. Ветено неостварено. Значи вака, ветувам јавно. Другиот мандат. Сите вас. Пак ветуваш? Особено пред Битолчанецот, затоа што ќе има отепа. Ако не го исполнам ветувањево, ќе игра у представа, ако треба ќе го земам под рака. Па мајкањана. Ма у фестен сега ќе. Дојди Маријан Гергиевски, дојди. А бе влези. Ајде. Маријан Гергиевски, дами и господа. Ако треба, он ќе режира. Он ќе режира. Ако грешам, нека изгорам. Не, слушај, сега ќе бидеме во февруари гарантија имаме фестен. Ќе те земам со мене на влез и после ќе те испратам. Повелете другарци ми. така? Не, значи спазете што сум кажал. Камери ќе донесеш и ќе. Да, сето тоа ќе биде крај. На моја одговорност. Готово. Кога сме кај овие наградите што ги спомнавме, јас се мислев дека кај нас се е местено, луѓе. Искрено кажано. Не се е местено. Баш игравме на еден фестивал, тргнуваме попат, последен ден на фестивалот и тргнуваме и велат, абе, слушаш, вика на тој глумец ја добие наградата. Викам, како бе луѓе, зашто одиме ние сега тука, да фингираме нешто присуство? Велат, не бе сега игра тој во 6, ние во 8, а во 10 наградите ги делат. Значи нема време кога жирито да размисли човек. 6-8 награда. И на ручек се наоѓаме и јас реков ајде честито наградот и ние ќе бегаме после представа да не се видиме. И на крајот заврши представата, си ја доби наградата, јас бев возбуден до него, бев се гушнавме, си поведавивме сите работи. Малку ми се лутеа во театар, ми велеа ќути, порано беше вака, ама не зборавме. Да. Викам јас сега морам да зборам, кој ви е крив. Сега има Facebook, да. Ти ќе се наприш најпаметно. И беше најакиот муавет дека таму има толку многу награди на тој фестивал, што има награда на пример може и за пируета да ти дат награда, за дует, за све и свашта. И само ги чита наградите, сите добија награди. Знаеш да бидат задоволни, ама ние дека последно немавме време кога да се испечати наградата. И беше моментот како за вас има награда, ама утре ќе ви ја дајме. Баже и Маријан се колеги од факултет и тоа генерација. Што се немаме проживеено. Колку имаат испиено, пардон. Изиграно. Ако треба, па
ко спомна. Дај една пијана авантура Дај со ме Баш. кажи. Ај, кажете една пијана Да, во авантура. Сопотско. Имаме фестивал Скомрахи се вика. Да, сте биле. Еве една мала реклама Скомрахи, Повелете. посетете го, да. Во доцните часови некаде 2 после полноќ во Континентал, не знам дали уште таму се прават џурките. Не, тоа е мртво време, не постои веќе за жал. И Помладите од генерации повеќе нема факултети, прилика да представници, студенти и така натаму, тука се дружевме, тука ги правевме основните конекции, да речам. Добро. И додека седиме на шанкот, јас и Благој забрадени и Значи осамени. интернационален фестивал, полно актери од секој Беше дојде. многу важно да имаш брада у тоа време, мислам, кажи го тоа. Ние сме као почетоци на хипстерај. Тоа беше, разбираш. И таму останавме негде. Ние не ги измисливме, туку тоа си дојде природно, само Да, да се. играме прекрасна женска од другата страна и И она со брада. И та со брада, да. Беше на Бајка мода. ме беше од Австрија, беше од Австрија. Ала Кончита Беше со благ. И јас си Джапна ти Благој весте, да. си правиме моја, викам, ви колку е добра човече. Види каква е. Ај нешто да правиме заедно тројцата. Мислам вообичаено. Да. И јас бев во организација, јас бев во идејата. Благој се впушти во реализација. Опа! И каде оно И огледало. пристапи и победи, Боже, што рече. Е, Баже, кажи. Тај докажи ја Не, 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 приказна. кажи, Не, рече здраво, здраво. Еве, маци. Здраво, да не се брукаме, за да го кажам едно да помини. Здраво. Здраво. Јас и тој дечко таа страна, јас во сиот свој сјај. Со брадата. Да. Да. Вика, дали би била ти расположена ние тројцата да правиме некои работи? И тој... И тој. И он вика, и това? И тоа. Вели, дечко, јас сум професорка. Но не значи дека... И вели, ве гледам дека немате за пијачка, што пиете од мене и одите да спиете дома. Така беше. Чекај, извини. Ваша професорка или Не, странска? со нашите бевме многу на ти. Така, Ова беше од Австрија. Од Австрија, ова беше на вие. Па можевте некој ти да направите? Имаш потис? уште една рум приказна? Не, има Благој уште една заради тоа што јас со филмот не сум поврзан, некако сум дистанциран во старт, да речам. Аха. Ќе кажеш таа Со или не? режисерот Ќе кажеш? Мичо Манчевски, еве ќе кажам. Да. Ти бил гостин Милчо или не? Не му е убаво. Чекај. Не, ми текне на приказна. Ти бил гостин Милчо или не? Тек сега нема да видим. Сега има шанса. Како е? Кажи. Тој прича за искочи една реклама на телевизија. Автограм. Не, искочи некоја реклама на телевизија кај што Милчо Манчевски кажува како заради тоа што он не бил во можност да студира, не му било дозволено, немал врски да се запише на академијата, така нешто беше сега. не Акцентот сум беше баш ставен на слушал. нема врски. Нема врски да се запише, за тоа он морал да ете не се запиша од тука и после имал среќа некако и се По запиша потешкиот во Сан пат, да Франциско и таму заврши. И ние дојдовме видно, мислам јас, тоа го споделив со моите колеги, многу нервозни дојдовме на следниот час кај нашиот професор и му викаме како можевте така талентиран човек да не му дозволите да не го примите на академија, знаеш. И се размисливме сите тука, професорот направи калкулација и ка слушај, во тој момент ние немавме филмска режија. Филмската режија се отвара у генерацијата на Ацо Поповски, на Дарко Митерски. Тоа е првата генерација која е пола режија, пола театарска, пола филмска. И бевме многу љути дека некој ете така ни го деградира факултетот. И со Марија искачаме у град, у Сопотско, Во бившо. Сопотско тоа беше битолскиот штаб, што за жал Битолскиот пропадна. штаб, да. И го гледаме таму, Милчо Манчевски пие млеко. Во женско друштво. Му викаме, во женско друштво, му викаме, дали ќе може... Не му кажавте така. Кажи како сте му Значи кажали. беше моментот. Седиме со Бажо, го гледаме од Ќоше, му вика, Бажо, ете го бе. Како да е тој другар да ни е, знаеш, не тој да е режисер светски сам, мислам без разлика. Добро. И како го му кажавте, тоа ме интересува. И Блажо напред и јас поназад. Јас сум во организација. И тој седи таму подпрен, баш убаво сеќавам, тој подпрен таму и Бажо го гледа. Дојди ваму бе. Ти кажам дека било другаче. Кажете, дојди ваму. Кажете бе дечки, кажете. Како бе ти вака си избори така натаму и така, али битно се соочивме и го предизвикавме. Се соочивме, го предизвикавме И тука си ја покрај запечативме шансата да не играме кај најјакиот режисер у држава. Чекај, на крај. Така да, прости Земине. Еве во оваа камера, Мац, во оваа камера, еве го, еве го. Прости, Земине, значи еве со Бажо и Дејан. Не, земи ги ние. Кој Русија
Порака добитолчани, Маријан има стендап на 20 и... Морам да напомнам. Ау, чекај. Не, држава све е спектакл. Наш колега, одличен глумец и алал да ти за стендапите што ги правиш свака час. Свака час. Добро, чај нема, замина. 24 декември, моноспектакл на Маријан Георгиевски. Спектаклот се вика Fuck off и со глава во зид. Срам те било, зашто вакви Се вика да повториме. Fuck off и со глава во зид. 24 декември, моноспектакл на Маријан во Битолскиот народен театар. Сега бидејќи ова е делот каде што ги даваме наградите, а не се за Маријан, Good Nature за Бажи и за Лилич. Дали ти пиеше Бусто круасани, витаминка, не му даваме чај, ама му даваме шанса да го покаже стендапот, а овде ќе им се заблагодариме за гостувањето на Лилич и на Веселинов. А сега да видиме Моц! Да видиме Моц! Како што ветивме, така и исполнивме, не сме ние Дејан Лилич. Еве го Мац. Еве го Мац. Зошто е, чекај, морам да те прашам пред да почнеш. Ме прекори, ме искара преска. Не било стендап, моноспектакл. Заради тоа што се ми дојде некако преку глава и реков факов на се. Да, а ќе направам моноспектакл. Зошто е моноспектакл? Моноспектакл е заради тоа што е и стендап и театар во едно. И ќе е комбинација на се. Башка е еден, иронијата е дека е спектакл, спектакл треба да има све и свашта, да се вртат сцени, да се пуштат, а ова иронијата дека еден човек. Еден човек, а прави спектакл. Ќе видам, ќе пробам. Добро. Едва и чекам. Добро. Имам многу работи, ја кажам. Сат и 40 минути. Сат и 40 минути. Да. Голем предизвик, се спремам веќе 3 месеци. Не си настапал толку долго до сега. Да. Во една соба го припремав тоа секој дневно во театарот, се заклучував и само работив на материјалот, едва и чекам да се случи, повелете на сите. И не излезе 7 месеци. Да. Од 3, али нема везе, 7 се случи. Нека е така. Океј, гледате го 24 декември Битолски народен театар, а сега да го чуеме Мацко, ја ќе ви се заблагодарам за тоа што бевте и денеска со нас. Ајмо Мац! Дечки мои, пријатели мои, ви благодарам за аплаузот, се чувствувам почестен како Петре Шилегов се чувствувам на митинг. Тишина, многу ДСДС овде вели. Многу стегнати. Си размислував вака е пред новогодишно некако атмосферата. Си размислував што ако Дедо Мраз беше од Македонија, знаеш, како би сигурно би бил депримиран, знаеш. Сигурно би било онако смрачен, знаеш, застанат. Тој не би имал работилница за играчки, сигурно би имал работилница за не работилница, би имал печатница за бугарски пасоши, мислам. Реално, каква ти кажа. Сите желби. Ова е аплауз со страв како јас сакам, ама не. Све има некоја атмосфера на колективна депресија, човече. Знаеш, и си викам, мора да се измисли нешто, мора некако позитивно да се делува врз луѓето. Дури сакав и во кампања да влезам, знаеш. Барем јас ќарки имам нешто. Ако не вие. Се фркавам, нема везе. Има една апликација на интернет, се вика Итан, апликација која постојано ти зборува позитивни работи, те стимулира, те мотивира, или во глобала ти зборува позитивно, само ја инсталираш и тоа преку звук. Во текот на денот цело време ти пушта позитивни работи. Викам, човече, ово Итан идеален е за во влада, мислам. Се ќе биде добро, се еве ние одиме за НАТО, одиме Европска Унија, правиме еве сега со загадувањето работиме, а што работите? Па еве работиме да дојде пролета да се тргне загадувањето. Мислам реално. Не е заплаус, али једи да, тоа е. Имаше известување исто, не знам дали видовте. Порачавме заштитни маски, но за жал нагрешка се пушти кондом со камион со кондоми. Нарачаја цел камион заштитни маски, нагрешка стварно, ова вистина е, пуштија камион со кондоми. Сериозно ова. Мислам, добро, без разлика, загадениот воздух може да влезе низ најразлични дупки, така да кондомот некаде може да се стави. А потоа, видете, на некој начин оваа влада е отворена за критики, може да поставиш прашање, например, исто. Освен шлеперот што беше со кондоми, исто така стигна и шлепер со вазелин. Тоа не беше грешка, затоа што вазелинот се мачка на одредени места, тука кај степочниците, и се потврдува македонската поговорка, веду здрав мозок.
Затоа, драги мои пријатели, било смог, било магла, било загадување, значи fuck off, сакаме чист воздух! Грегово кампања, дечки!